Сега што ни гостувал тука, имаш многу интересен живот, то се случки, што немало. Кај тебе, од тука ти стануваш шофер во ЈСП, од автобус, од 1943 година. Па како бе Перо стигна до шофер до ЈСП? Ај, замисли бе душа, се ќе ти кажу, тоа имало конкурс. Кад бе свалнија, блокаде бре, оној се кад се, знаеш кад протести и сви тие работи. Така. И директор, да речу, он има викендицу каде мене таму село, у Табановци, не знам да сте знали. И он вика, треба ми вика шофер, на мене ми питуе, вика Перо, дали сакаш, вика, нема шофер, вика ни за лек, овдека по Скопје, душо, вика, си побегнаше за Германија. Знаеш, тако би вика. Па ја си помисли, викам. И у Малта? Па и суда, куде ти не, по Малте, по бел свет. Ја си помисли, викам, па кад си бе, писто си ти директор, добре што не идев на Гренланд санке да влечев. Разбираш ли? Или Елени да јавав. И овој вика, да дојдеш да работиш, па си помисли, викам, па сак немам бољи избор да речем. Што е? Па ќе отиду, викам, ќе пробам. Ама оно, требало сам да полагам за... Бе. Не бе за Д, требало сам тој тест за концентрацију, за да биду возач на ЈСП. Викам, дал су бе нормални овие луѓе. И ми вика, ти ќе дојдеш кај нас, вика Душо Перо, да положиш, вика, едно 3-4 питања, многу битни ти поставиме. Отиде ја таму комисија една, такој секретарка една на директора, такој. Види се книга малку повише, се читала една, такој. Тој до седесва еден такој дебелшак малку подебела и од мене и од Цацка, онога Бубокаров еден такој седеше. Толку ли голем? Многу голем бе, столче не га збираше у овоја, а камоли па у автобус столчето па сигурно не би га сабрала. И имаше еден Исмет Баланштангата ги е, да речу, хаус мајстор у гаражу и тако ме мрко погледна като легнаа, јас се исплаши како карту да не сам платија, мајко му да ти бија оној кондуктерови, контролори нешто, што ти питува за карта. И ја ти се улегнем, вика да ти поставиме 3 питања. Ајде, вика, прво питање, вика Перо, за тебе дали си концентриран да бидеш, вика, што ќе направиш, вика, ако ти откаже вкочница на автобус. Викам, што ќе направам, јас се помислим, па што викам ќе направам? Викам, ќе викну на цел глас, викам, држте се људи, изгинасмо. Свака час овие на мене, куде га погоди тој, вика ми. Па лупав глупости бе овие други кандидати. Тешко праш. Па тешко прават, вика, лупав глупости бе, вика Душа, вика еден, вика, ќе вкочимо с моторно кочиме. Ти бе, не возиш мотор бе, автобус возиш бе, нели? Па друг вика, не знам ти што тамо, ќе се фрлјам од прозор или не знам што. Никакви. Вика, овој ти е логично прашање. Вика, логичен одговор. Вика, сви да су како тебе кандидати, вика, средни ќе бесме. Добро, вика. Може ли да имаме на друго питање? Може, дружи Пера. И овие ме прашуе следеќето питање, вика, што ќе направиш, вика, ако не ти работи в жмигавци? Абе, викам, овие имав ли овдека исправан автобус или спремавме за каскадера мене овдека изгледа, јас си помисли. Викам, па што ако не ми работи в жмигавци, викам, кој ќе сакам да врту лево, викам, ќе дигну лево руку и ќе заврту лево. Добро, вика, ако сакаш да вртиш десно, и мајко ме тој нега размисли, викам, што ќе направам? Малку проблем. Не, викам, отворен прозор ќе оставу и оно тамо су автобуска станица, кога застануваш, што ќе ми? Дај, и само ќе кажу, автобуска ќе се раздеру, и тоа е. Вика, браво, второ питање стига одговори, вика. Јас осети како за пилота да полагам за авион, мајко му. И на крај трето питање ми питуе, вика, што ќе направиш, вика, ако ти откаже волан? Овде не сам стигнаа, јас си помисли, викам, што ќе направам, викам, како да ми ни смагло, ни сан иде некој филм, како да сам ga тој гледал негде, како да ми искочило, викам, па ќе го укачу, викам, на жардинјер горе, и тако ќе га зарешу, ќе го оставам. Сви така стигнаше руке, применци, честито, петак беше, вика, у понеделник да дојдеш на работу, првдам почињеш. Ја ти отидоју понеделник да почнем да возу, и тој има га тамо пред паркинг куде што е овој, и ми вика, не можеш да улегнеш. Викам, како прв работен ден ми е, бе, Душо? Што стои тамо? Не можеш да улегнеш. Зашто, викам? Па ете тако е, ја му кажу, викам, јас сам прошao тест за концентрацију, викам, за ЈСП, викам, и директор знае, вика, и секретарка и сви тие што бесва у комисију. Па не бива, Душо, затоа што сви добива клоцугас, и шофери, и сви тие примени што су били од целото комисију, целата комисија, и директор, вика, доби клоцугас. А вика, бега и тебе сега да не те гледам, да не те подмалам со едно клоцугас партиски кад сакате да улазате да работите. Отказа се ја, тој више не сам улегнаја у автобус, доше улегна у двојку да се одезу до
железничку станицу да си фату автобус за Куманово. Амре, Перо. Перо, тебе ова проклетство да не те прати од времето кога татко ти викал дека си закачалка. Па не знам, тој проклетство, он многу тако е, да речу, многу беше нервозен, јас сакаше политичар да биду и затоа он беше многу такав, тој не долазеше вау. Он викаше закачајка може би и ако толку сакаш ви овие министри немоја да ги закачив тие нови, знаеш, тако би викаше на мене, знаеш. Многу беше него ја сакаја тој работу, знаеш, за политичара да биду. Али ја некако виде дека во овој Скопје има простор за работу. Има простор за да се, да речу, успее, разбираш? Такој, од ЈСП кога те избрака, јоп, кај ти текна професија, понуда доби нова, за да се вработиш, да шеташ на скопските газдарици куќиња. Како па куќиња, како тоа тај работа каква е била? Како ме е намучила тај работа, да знаеш? Може и се шетави мачки, не знам. Папагали ли? Не бре, мачки ќе шеташ. Тој ме намучило многу. Ја дојде ми те другари еден ми вика, сакаш и понуду, вика, ако сакаш 100 денара од шетање на куќе, вика, не бе, 3 пута ќе шеташ 10 куќиња, вика, тој ти е 3000 денара на ден, 1500 месечно искаче, евра. 1500 евра за да шеташ куќиња, разбираш ли? Викам, јас сум знаел дека Скопје вие скопјани малку не су тачни, ама до толку не сум ги помислел дека су ненормални. И викам, важи, викам, ајде може, викам да зему да шетам џукеле, викам, нема никаков проблем. И подберу ти ги ја, мислам, ти мислиш нормално бе душа ќе шетнеш кученца, чивавче, малецко, ќе земеш пекинезерчиња, ќе земеш езовичарче, оние шнауцерче, малецко, кутренце галице да го погалиш, да му дадеш грануличка да кусне, да го прошеташ, викам, знаеш. Боже, мајко моја, још на прво шетање кад ми дадеше 3 мастифа, 2 питбула, 2 добермана, 2 бернандинца, 1 шарпланинец. Абе, приплака ми се, па ти, душа да те питам, дали си некад згазнаа од гомно од бернандинца, да ми простиш, а? О шарпланинец да, бернандинец па ти знаеш ли бе што е тој, бе, тој не е гомно, бе, тој е, како да речу, тектонска кашеста мина утетој некосену траву на оној Данело. И ја кад ги поведу да ги, па кад ќе ме развлечев тие џукеле на него види, оп. Не и ја на гомно патика кад ми се залепил гомно на бернандинца. Па с другу ногу, на другу гомно ни се све испосрале. Па засмрде, Перо. Па гледам, па како не бе душа. Па таму гледам га, тој мастиф седнаја да одморила дуе таму, а бернандинец на друг крај исто лега, више земаја затоа што сака да седи после добро срање, да ми опрости да се одмори. А овие ја ги држу да не ми избегнев кога ќе ме развлечев овие 2 добермана на куде Скопско Црну Гору, оние 2 доге кога ќе ме замлатив натаму на куде водно. Па викам, ќе ти ебу, викам, и куќиња, и скопски газде, викам, ќе му ебу, викам, и шетање. Не после прв ден, после прво шетање сам се откажаја. А да не речу, штетно што ме уапа тој кучиште, а ја не беше вакциниран од тетанус. Те ми го дневница, платил сам приватно 50 евра да ме пелцуев, да ме вакцинирав. Барем ти пушта ли некој денар од град Скопје закаснат од куќе? Имаше еден беше ги тужил, другар, на njega ми сплатише 5000 евра, викам, кешке мене да суме таква, викам, бе, тебе не? Бе, нек ми изедев све, ама ја го немам тој среќу, дете, још ми се тие патике ми се без све, скроз лом, распаднаше се на 2 дела, бре, затоа што, кој знае, од тој говно може мала нека киселина од 8 пут тикнеки. Перо, кога сме ке среќата, ти влезе во невладин сектор по тоа, но само што ги укинаа парите од усаите. Какво таква среќа статива, како се снајде по тоа?